Жителите на Кочани плаќаат највисока цена на водата за пиење во државата. Во моментов таа е 43,92 денари за 1000 литри и е зголемена за 10,2% во споредба со 2020 година, стои во извештајот на Регулаторната комисија за енергетика. Оваа цена е највисока во државата споредена со општините со над 10.000 жители. Зошто Кочани го има приматот на најскап град за вода? Кочани има специфичен систем на водоснабдување со двојно препумпување поради што се троши многу струја. Ова директно влијае врз висината на цената на водата. Објаснува градоначалникот Љупчо Папазов. Во оваа категорија на водоснабдителни компании, меѓу повисоките цени за метар кубен вода плаќаат и жителите на Свети Николе, каде цената изнесува 38 денари за метар кубен и се зголемила за 8,5%. Регулаторна комисија ни ја одредува цената од кубен метар. Така да предпријатието не може да влијае на цената. Од Регулаторната комисија велат дека формирањето на цените е рамковно и тоа е на предлог на давателите на услуги. Регулаторната комисија за енергетика го утврдува опсегот во кој можат да се движат тарифите за водената услуга, додека пак на предлог на давателите на водните услуги, крајните тарифи по категории на корисници ги одобрува Советот на општината, на чие подрачје се дава водната услуга. Освен покачување кај цените на водата има и намалување, но тоа не се случило во ниту една општина од источниот регион, каде во споредба со другите и се плаќаат високи цени. Еве зошто. Убедливо најниска цена за вода за пиење во целата држава имаат жителите на Мариови Анови, каде за метар кубен се наплаќаат само 2,48 денари. Веднаш за нив се жителите на Боговиње, кои пак за истата количина плаќаат 7,5 денари. Меѓу најниските цени за вода за пиење за своите корисници имаат и ЈКП Газибаба 2007, кои цената ја дефинирале на 11 денари за метар кубен. Велат од Регулаторната комисија. Освен што имаат багателни цени на водата за пиење, во овие општини исклучително е мал и процентот на наплата. Многу помал отколку на пример општините во источниот регион. Претходната година комуналното јавно предпријатие заврши со вкупен процент на наплата од 80 над 80%, значи некаде околу 81%. За првите 3 месеци во овој период претпоставува ве интересира за физички лица, значи некаде изнесува процентот за наплата околу 77%, значи се движиме во некаде во тој просек. Обезбедувањето водни услуги во Македонија го спроведуваат 77 јавни предпријатија, а во источниот регион нив ги има 11. Покрај водните услуги, дел од јавните комунални предпријатија нудат и услуги за собирање и одведување отпад, услуги за зелени пазари, услуги за паркови зеленило, одржување на гробишта и други јавни услуги.